По повод големиот христијански празник Собор на 12 апостоли Павловден, што е празник и закрилник на Виница, беа организирани повеќе активности. Традиционално се одржа света архиерейска богослужба во храмот Свети Архангел Михаил, на кој чиноначествуваше митрополитот Брегалнички Иларион, а се изврши и свечена литија со иконата на светиот апостол Павле до параклисот на плоштадот Ангел Винички, каде се благослови празничниот леп. Настап на плоштадот пред присутните имаше фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Потоа се одржа свечена седница на Советот на општина Виница, во чии рамки беа доделени награди и признанија на учениците на генерација, на најдобриот полициски службеник, пожарникар, медицинско лице, како и плакета на заслужни граѓани. Вредносен ваучер од општина Виница добија Теона Стојменовска, првенец на генерацијата во Средното општинско училиште Ванчо Прке. Потоа Евгенија Джабирска, првенец на генерацијата во Основното училиште Славчо Стојменски, Марија Наскова од Основното училиште Гоце Делчев, Христијан Мајсторски од Основното училиште Кочорацин од Блатец, како и Велинчо Китанов, првенец на генерацијата во Основното училиште Никола Парапунов во село Драгобраште. Признание за најдобар полициски службеник за минатата година доби Никола Стојановски, за најдобар пожарникар Даниел Механџиски, како и докторката Бојаджиска за најдобро медицинско лице. Плакети на заслужни граѓани добија Рената Николовска од хуманитарното здружение Умиление за значаен придонес во промовирањето на хумани вредности и развој на волонтерството во општината, како и Стојко Митковски од фолклорниот ансамбл Китка од Истибања за значаен придонес во негувањето и развивањето на фолклорните вредности и традиција и за афирмација на општина Виница. Комуналното јавно предпријатие Водовод ја поништи постапката за јавна набавка со која требаше да се копа нов бунар и да се инсталира потопна пумпа, за која енергетското напојување ќе се обезбедува од фотоволтаични панели. Причина за поништувањето е што се предлага набавката да биде поделена во два дела, а таа да претрпи и промени во делот на техничката спецификација. Според предвидувањата на одговорните во Водовод, се најавуваше дека целата инвестиција треба да чини околу половина милион денари, што се обезбедени од сопствената буџетска сметка. Бунарот ќе биде лоциран кај градската депонија за комунален отпад и водата од него би се користела за гасење на пожарите што настануваат поради самозапалување на метанот од органските материи. Поради локацијата на депонијата до која нема електрична инсталација, ниту пак можност на друг начин да се обезбеди поголема количина вода, Водовод е принуден да изгради бунар за кој струјата ќе ја обезбедува од сончева енергија. Се планира да се постават панели со вкупен капацитет од 3,3 киловати, како и инвертер, акумулатори и друга придружна опрема за производство на струја. Според претходната техничка спецификација, се планираше бунарот да биде со длабочина од 80 метри и да има вградено потопна пумпа со мокиност од 2,2 киловати. Стручната проценка беше дека количината на водата што ќе се добива од целата инсталација ќе ги покрива потребите за интервентно гасење на огнот на депонијата. Од Водовод претходно истакнаа дека инвестицијата е економски оправдана, затоа што целосно ќе се избегнат трошоците за транспорт на водата со цистерни и за амортизација на возниот парк на предпријатието. По поништувањето на првата се очекува да биде објавена нова јавна набавка, со која копањето на бунарот и инсталацијата на потопната пумпа би биле одделени од набавката на системот за фотоволтаично напојување со електрична енергија. Искусниот готвач Иван Велков и неговата млада колешка Клаудија Манасиева од Кочани постигнаа одличен успех на 9-тиот меѓународен туристички фестивал Гастрофест 2022, што деновиве се одржа во Ниш, Република Србија. Во огромна конкуренција од над 300 готвачи од 11 држави од Европа, кочанските представници се закитија со шампионски признанија. Освоија 3 златни и 1 сребрен медал за кулинарските специјалитети, што ги подготвија за време на надпреварот. Преку 300 надпреварувачи, голема конкуренција, а дисциплините се тие у нашата бранша, национално јадење, спремање на јадење на модерен начин, ресторански десерти,
Паста, морска храна, ние конкретно взевавме две први места во спремање на риба, прво место во спремање на ресторански десерт и сребро во спремање на паста. Конкретно за рибата имавме пола сат за спремање, од тај пола сат имаш 5 минути за припрема, 20 минути за припрема на боксо, 20 минути за спремање на рибата и после 5 минути за спремање на боксо, за собирање, за да се ослободе боксо за следенот преворач. Оценува се буквално се од самото улевање у боксо, со припрема на боксо, со припрема на артиклите, со складирање на артиклите, самата припрема, техники на работа, што повише техники, повише поени. На крајот доаѓа изгледо на десерт, на јадењето, вкусо, што е најважно. Интересот меѓу младите за изучување на кулинарските вештини е многу мал, иако според Велков постојат добри услови да се пренесе искуството и да се научат вештини што се ценети и добро платени. Никој не сака. Никој не сака, можда во последно време да, али многу слабо, нема. И тие што сакат да работат, да речеме на просичен начин, ресторански дел, нема нешто ново во ала карт како што се трудиме ние, нешто да вметнеме нешто ново у понудата, нешто да подигнеме гастрономската понуда у Кочани, па и гастрономската култура, нешто ново што се спрема по светот или по Европа, да го донесеме тука, да го спремаме, едноставно да видиме што јадат луѓето по Европа, да видиме и ние, барем да се потрудиме, да видиме, да јадеме. Ма да немаме навика за тоа, али барем да пробаме. Потврда дека со напорна работа може да се постигне добар успех се и наградите што на незиното прво меѓународно надпреварување ги освои младата Клаудија Манасиева. Почнав ово да го работам пред една година, од тога и константно учам нови работи. Мајсторот Иво, шефот Иво, заедно со мене цело време ме подготвува за било што има ново и интересно. И одлучивме да одеме на надпревар, вративме се многу задоволни. Чувството беше преубаво да се биде таму. Треба да се работи напорно, треба да имаш многу љубов кон работата. Оваа работа може да биде многу напорна. Меѓутоа, доколку си ја сакаш, секи тече како што треба, за да имаш успех, треба да дадеш се од себе. За жал, младите кај нас плашат, дали се плашат или не се спремни. Има многу млади што сакат да готват, меѓутоа не се спремни да почнат тоа да го работат. Меѓутоа, кај нас овде имаме многу добар главен шеф, кој може да ги обуче, може да даде многу добри критики, пофалби и заедно со него можете да станете нешто многу повеќе. Освоените награди на надпреварот во Србија се поттик и за Велков и за Манасиева да учествуваат и на престојниот меѓународен кулинарски надпревар во Германија. За тоа имаат поддршка и од хотелот City Inn од Кочани, во кој професионално се ангажирани. Исто така, тие ги повикуваат младите кои се заинтересирани да се занимаваат со оваа професија, да ги контактираат и да почнат да ги учат вештините во гастрономијата. Велосипедската граѓанска група МТБ Исток и спортски ентузијасти од Кочани в недела на 17 јули го организираат петтото издание на планинската велосипедска тура Осоговска авантура. Учесниците ќе возат на патека долга 36 километри од спортско-рекреативниот центар Пониква до Царев врв и назад, со висинска разлика од 960 метри. Се работи за средно тешка тура, што се вози во офроуд услови, поради што учесниците задолжително треба да поседуваат исправен маунтбајк велосипед, заштитен шлем, потребна опрема и соодветна облека за временски услови во планина. Според искуството од претходните години, а во зависност од физичката подготвеност и кондицијата на велосипедистите, за целосно комплетирање на патеката потребни се околу 6 до 8 часа. По завршувањето на турата следува ручек и освежување за сите учесници.
До сега се пријавени околу 80 учесници од повеќе градови во државата, а до крајниот рок за пријавување се очекува нивниот број да биде уште поголем. За учество на турата се плаќа котизација од 500 денари, во која се вклучени маичка од настанот, храна, вода, како и хуманитарна донација од 100 денари за кочанчанката Славица Димитрова, на која е потребна финансиска помош за итна операција на очите во Русија. Велосипедската тура Осоговска авантура се одржува со цел да се представат природните убавини на Осоговските планини и потенцијалите за планински спортови, како и за да се промовираат туристичките можности за активен одмор во природа. Дваесетото издание на традиционалниот Петровдински турнир во мал фудбал заврши со одигрување на финалната средба. Во надпреварот за првото место, екипата на Аутовелт беше подобра од тимот на Джинџер и го совлада со 3:1. Со тоа го освои победничкиот пехар и главната парична награда. Во борбата за третото место пак, Пролет беше уште поубедлив против екипата на Evolution и со резултат 4:1 заслужено се најде меѓу трите најдобри тимови. Организаторот на Петровденскиот турнир, Општина Кочани, за победничката екипа обезбеди парична награда од 60.000 денари. Второпласираната доби 30.000, додека наградата за третопласираната е 15.000 денари. По завршувањето на надпреварите беа прогласени и најдобрите поединци на турнирот. Признанието за најдобар голман му припадна на Јоже Јованов од екипата на Evolution. За најдобар стрелец беше прогласен Тоше Манов, кој настапи за тимот на ВЛТ Грдовци и постигна 15 погодоци. Според оценката на организаторите, најдобар фудбалер на овогодишниот Петровденски турнир е Иван Стојчев од тимот победник Аутовелт. Подршка во организацијата на надпреварите и годинава даде Општинскиот фудбалски сојуз на Кочани. Пред малото и големото финале на овогодишниот Петровдински турнир се одигра и меморијален надпревар во чест на неодамна починатиот млад сограѓанин Благоја Баки Апостоловски, кој исто така настапуваше на надпреварите минатите години.